На само 10 километри од најголемиот град во Вардарскиот регион, Велес, селото Горно Оризари, каде што се наоѓа најголемата бошњачка заедница, веќе над 2 месеци се бори со недостаток од вода. За нив е незамисливо да се нема вода во 21. век, особено затоа што само една од двете селски чешми е исправна, но недоволна за сите. Фехи Мујовиќ, кој живее во селото на 20 години, вели иако секоја година се справуваат со недостаток од вода, ова е најдолгиот период кога тие останале без основната потреба на еден човек. 2 месеци веќе тоа е исти проблем. Два месеци оваа чешма има ли вода? Нема нема. Можете проверите слободно сами. Значи 2 месеца тоа исти проблем е. Сега божам некои рестрикции нешто, ама исто пак нема вода, нема ништо. Како вие конкретно се снаоѓате, од каде добивате вода? Чекаме навечер до 4-5, ако дојде, ако не дојде, не дојде. Треба за хигиена, за бањање, за све живо. И како се снаоѓате, полните шишиња? Полниме од некој комшија кај што има бунар, така и тоа, од реки, од селска чешма доле. Вода нема за лек. И деца мали имаме, нема, значи добија инфекции, добија по болници сме секој ден, нема ништо. Катастрофа. Зенон Дацич од Сдруженијето Глас на Оризари, со кој посетивме неколку куки во селото, вели вовеле рестрикции во долните делови на селото за горните да добијат, но и покрај тоа вода нема. Нема вода. Добро, колку време е ова цело, колку што нема Во последниот период има околу скоро 2 месеци дека нема вода. А претходно проблемот колку трае? Со години. Со години се влече проблем. За вода сметки доаѓаат и се плаќаат редовно. Тука е наплатност по службена информација над 90%. А нас не обвинуваат од општина дека ние нерационално ја користиме и дека ја злоупотребуваме. Шпекулациите се дека намерно или ненамерно, не знам, дека водата дали намерно се сопира, они се вада дека мрежата нешто не име во ред. Имаше протести, тие уште не запра. Сега некна имаше некој состанок тука со градоначалникот и со јавното предпријатие дека се обидуваат некој решение да најдат. Се договориме дека ќе правиме рестрикции. Сега е исклучено, околу 60% на селото е исклучено. Сабајлева дојдоа, го исклучија, само да оваа горната зона да се качи, да имаат за неколку часа да имаат вода. Како што гледате, еве, Сабајлева уште од 8 е исклучено, еве уште нема вода. Од туби, носам вамо, го полнам вие бурињата и така. Кои бурињата? Ете вамо, ете го тоа тука шо. Ево оваа бурек, да? Што го наполниш, оваа да го наполниш, не треба 3 пати да тидам на чешмата да да го наполнам. 3 пати. Ево оваа бугненце, гледаш? Да. Ова не е за пиење, ова е да се измиеш. А со што ја пренесувате? Со количка рачна. Ја немам возило, немам трактор, ја немам ништо на возило. Вие што имаат па некака, ја се на количка. Јас со ова има стари луѓе. Јас сум обален човек, имам пайпас, имам стентов, имам се, па морам. А што има стари луѓе што не може? Дека во моментов најсладок продукт во Горно Оризари е питката вода, потврдува и продавачот Фадил Мемиќ, кој раскажува како не памети досега да продал толку многу вода. Овој период на годинава се зголеми многу потрошувачка на вода и не можам да налакшам толку да нели сега беше рестрикција на вода и потрошувачка се зголеми многу. Во овие 20 години би рекле дека ова е периодот кога оваа година кога најмногу сте убедливо најмногу. Ова досега не беше во волку. Ова е нешто неверојатно. Господ ми ја дал водата и не смеам да ја забранувам. Таков аманет и на децата мои им оставам. Вели Рушид Табаковиќ, кој на време го средил проблемот со водоснабдувањето и во чиј двор секојдневно доаѓаат мештаните за да наполнат шишиња и буриња кои им траат по неколку дена. Вие сте еден од луѓето кои што ги снабдува мештаните овде со вода? Па, не само за луѓето, туку идат и за полнато цистерни за стока. Нема и стока да пие. Гревови големи се.
А како имате вие ностап вода? Pa zato što imam bunar, kopan lično, ja sam го kopao, hidrofon ima i preko hidrofon vodата ја црпи. И по колку луѓе дневно ви доаѓаат вака? Pa може и по 70-80 луѓе. А греота е водата да се брани. Така. Водата Господ ја дал. Да, вие не им наплаќате на луѓе. Тоа е греота. Во меѓувреме градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев, смирувајќи ги жителите на Горно Оризари, вели проблемот е привремено решен и очекува следното лето овој проблем трајно да биде решен. Селото е поделено на две зони, долна и горна зона. Што со долната зона има континуирана вода, додека горната зона имаме проблеми со дотурна вода. Истовремено на главната линија, што е од Велес преку Превалец, значи нистата линија е поврзана населбата Превалец, која е исто така голема населба, имаме поради незината старост и дотраен рок имаме чести дефекти. Така да се вршат често пати интервенции на тој главен довод на вода што на тој дел од певководот. Така да овој период непосредно за десетина дена имавме 3 големи дефекти и од тој период се случуваат тие проблеми со вода. Сите се обезбедени со еднаква количина на вода. Во меѓувреме ние уште од 2014 година до Министерството за транспорт и врски имаме испратен проект преку средствата за Европската инвестициона банка. Велес има добиена одредена сума на пари како и сите општини во Република Македонија, меѓу кои проекти е пријавен, односно изготвен проект за токму овој цевковод нов цевковод да стане одложен од 9 километри. Од септември, еве ќе слушнеме повторно, од септември до се надевам дека нема да го дочекаме оваква ситуација, нема да дочекаме идниот јуни со оваква ситуација, дека ќе биде завршен цевководот.